Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Овој пат наши гости се представници од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Ги поканивме со оглед на фактот дека во моментот течат голем број на огласи кои се интересни за земјоделците од регионот. Најпрви добро вечер на господја Живка Наумова, раководител на подрачната единица, веројатно така се уште. Оделение на. Ви благодарам што се озвавте на нашата покана. Благодарам што ме поканивте. И господин Томе Цветковиќ, виш соработник во агенцијата во регионалното оделение. И вам ви благодарам што се озвавте и што ќе ги презентирате дел од мерките кои се нудат преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Добро вечер и благодарам на поканата. Подолго време сте вие, ќе почнеме од вас, подолго време сте во агенцијата. Кажете ни, кои се нејзини надлежности како таква? Тој сепак станува збор за едно, да кажеме, оделение, една агенција која што функционира во рамките на ресорното министерство и кои се нејзините задолженија? Па вака, Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството е формирана во 1998 година, значи со закон усвоен во Собранието на Република Македонија. Седиштето на агенцијата се наоѓа во Битола. Организационна поставеност е следна, значи има три сектори: сектор за финансии, сектор за правни работи и сектор за развој, што е всушност и најважен за активноста на агенцијата. Агенцијата е условно, да кажеме, поделена на 6 региони, тоа Куманово, Скопје, Штип, Струмица, Битола и Свети Николе, и во рамките на овие регионални центри, сега работни оделенија, функционираат 30 работни единици и околу 40 дисперзирани канцеларии. Агенција за поттикнување на развој на земјоделството всушност е наследник на поранешните служби и центри за унапредување на земјоделството, кои што се познати кај нашите земјоделци, и ден денеска има земјоделци кои што го употребуваат терминот центар за унапредување на земјоделство. Основна дејност на агенцијата е советодавна услуга, значи давање на советодавни услуги на нашите земјоделци. Исто така пружаме и техничка поддршка при аплицирање по одредени владени програми и при конкурирање на земјоделците за одредени субвенции. Субвенции за земјоделско земјиште и така натаму. Всушност во сите области од земјоделството агенцијата им стои на располагање на земјоделците. Така. Тука ќе кратко ќе прекинеме, бидејќи ве повикавме токму за една тема која што е навистина актуелна во овој момент, односно станува збор за еден оглас кој тече, да кажеме, неколку дена и постои уште мало пределен временски род до кога може да аплицираат земјоделците. Станува збор за мерката оглас за набавка на земјоделска механизација, со кој што земјоделците од регионот имаат можност да се обноват земјоделската механизација. Како тоа се спроведува на терен, да предлагам да проследиме од прилогот што следува. Моментални активности на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството се организирање на трибини на отворени денови со земјоделците. На овие средби земјоделците може да добијат одговор на сите поставени прашања од различни сфери од областа на земјоделството. Оваа мерка, односно активност, се одвива на територија на цела држава. А што се однесува до Куманово, планирани се 10 средби, односно трибини, од кои 4 веќе се реализирани, и тоа во селата Габреш, Кучкарево, Градиште и Матејче, додека останати 6 ќе бидат реализирани до крајот на месецот, и тоа вторник 26 јануари во село Романовци во 17 часот, 27 јануари среда Лопате 17 часот, Љубодрак 19 часот, четврток 28 јануари 17 часот Ново село и Уминдол, и петок 29 јануари во село Рашец во 17 часот. Покрај ова до 20 февруари е отворен нов јавен повик за мерката 121 инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства под мерка 5 набавка на механизација за житни индустријски култури, за која што мерка може да конкурираат физички и правни лица запишени во единствен регистер на земјоделски стопанства, и тоа за физички лица истите треба да бидат регистрирани земјоделци или по закон за вршење земјоделска дејност или осигуреници на фонд за пензијско инвалидско осигурување или пак земјоделството да име како дополнителна дејност. Кофинансирање на оваа мерка, значи од 50 до 75% во зависност од статусот на земјоделецот. Оваа мерка
овој оглас трае до 20 февруари и затоа ги повикам сите заинтересирани земјоделци да се јават во нашите простори, каде ќе добијат подетални информации и ќе добијат техничка поддршка, односно подготовка на апликацијата и аплицирање. На минатиот оглас, агенцијата од Куманово изработи 42 апликации, од кои преку 50% беа одобрени, а најголем дел од нив се однесува на набавка на трактори, велат од агенцијата. Од нив тројца наши земјоделци извршија набавка на трактори по мерката 121 под мерка 5. Велат дека оваа мерка значително им помогнала во делот за обновување на нови трактори, каде старите се веќе изработени, а новите ќе придонесат за побрзо завршување на работите. Имаме досега 3 пати аплицирано. Од тие 3 пати имаме добиено секогаш, имаме добиено сега ова година, имаме тафе 85 коњи, имаме пред 5 години земено тафе исто 42 коња, имаме сетвоспремач, имаме приколица, имаме плугови земено, имаме преко рурален развој со помош на подрачните единици во Куманово за земјоделие. Тие ни прават документација, не подучуваат што да правиме, како да правиме, што да зимаме, си идеме редовно на состаноци. Аплициравме, имаме сега од овој трактор од 85 коњи имаме 75% вратено, од претходниот 50% имаме вратено. За еден месец имаме вратено, ни ги вратија одма парите. Благодарение на владата, задоволни сме. Нашата земјоделка преку програмата за рурален развој, освен трактори, има набавено повеќе машини за доработка на земјата, обработува 30 хектари земјоделско земјиште веќе 15 години и на не обработуваат житни култури, сончоглед, зелка, прас, кромит и компир. Доби трактор Тафе 42, до сак не сам аплицирае, за ништо немам взимано. Сак на среќу поднесе и такој доби зема, пари ни вратива одма за месец дана не се учи на пола 50%. Пари ми вратива и тоа е добивано. Друго не сам подносаја до сега. И како сте задоволни од оваа понуда? Видиш, овај понуда е многу за свакој да прими благодет. 50% да ти даде трактор, нов трактор да обновиш. Помоќ е доста за земјоделци овај, што е пуштено, што дава. Дали и понатаму ќе аплицирате, значи, за добивање нешто друго? Па за нешто друго би аплицираја кога ќе да има да се пружи шанса. Драган има прв пат аплицирано и е задоволен со оваа мерка за земјоделците и понатаму би сакал доколку му се укаже можност да аплицира и да добија. Тоа обработува над 10 хектари земјоделско земјиште, има земено трактор со кофинансирање од 50%. Преку програмата за рурален развој од 2009 година досега се набавени преку 2200 трактори и повеќе од 7000 други парчиња земјоделска механизација. Проследивме еден убав прилог на терен направен во селото Режановце, таму видовме и земјоделки, жени земјоделки, така една категорија која што се форсира во последно време и се одвојуваат поголеми средства, меѓутоа се навратиме на огласот за обнова на земјоделска механизација, што конкретно треба да поднесат земјоделците, како, дали се уште се аплицира електронски и каква е заинтересираноста овде во регионот. И мора да напоменете дека го покривате целиот регион на североистокот. Значи сега во тек е мерката 121,5, значи таа е оглас за набавка на механизација, значи за модернизација на земјоделските стопанства. Огласот значи ќе трае до 20 февруари. Заинтересираноста е голема на ниво на регион, значи тука ги опаќаме и Паланка, Крива Паланка, Кратово, Свети Николе. Значи, еве за разлика од другите години, како мислам еве за Куманово ќе зборувам, имаше помалку заинтересирани од 2014, 15, па и сега еве 16, значи имаме голем број кои се заинтересирани да аплицираат за механизација, за трактори и приклучна механизација, значи на едно земјоделско стопанство што му треба.
Значи интересот е така доста голем кога видоа луѓето дека стварно може да зема трактор и дека парите што ги дале му се навреме му се враќаат. Значи најголем интерес има во Свети Николе затоа што имат најголеми површини, земјоделски површини, значи таму е дадена земјата уште 2005 државното земјиште на плодоуживање и земјоделците, значи земјоделските стопанства имаат поголеми површини за разлика од кај нас, каде што едно земјоделско стопанство на пример имаше по 2-3 хектара, али сега од 2008 така почна да се дават по 10 хектари земјоделско земјиште и со тоа, значи, земјоделците се окрупнија, видоа дека почна јава програма, видоа дека има тука бенефит и почна да конкурираат и да обновуваат механизацијата. Некој па што немаше, значи сега има комплет цела трактор со цела механизација што му треба за обработка на земјоделските површини. Како е предвидено, како се одвива огласот, односно кои документи се потребни тоа што, значи сега нема многу документи да се вадат, додат по институции да зема да губат време и да трошат пари, значи сега му треба само една профактура од компаниите што набувачите што заимаат земјоделска механизација, профактурата доаѓаат кај нас, значи му даваме изјава како документ, да е пополнат кај нотар, да си ги знаат парцелите за кои ќе аплицираат, значи повторно се враќаат кај нас, барањата се пополнуваат електронски и едноставно целата работа му е олесната, му е завршваме ние, документите кај нас исто ги скенираме, профактурите, изјавата, во плик му ги ставаме и да се ги испратат до платежна агенција. А барањата, значи, електронски ги испраќаме директно до платежната агенција. Колку има досега аплицирано земјоделци од Куманово збориме? Па во моментот, значи, по мерката 121 подмерка 5 има аплицирано заклучно со минатата недела, значи 17, точно 17 апликации. Во тек во изработка се уште 10, што значи дека огласот трае до 20 февруари, ќе има време, верувам дека преку 50 и повеќе од 50 апликации ќе има. Би сакал да напоменам дека, значи, земјоделците кои мислат да аплицираат по оваа мерка, треба да имаат пријавени капацитети во подрачна единица на Министерство за земјоделство и тие капацитети треба да ги ажурираат, бидејќи аплицираат со површини во 2016 година, а таму им се пријавени култури за 2015 година, значи потребно да се врши ажурирање на сеидбениот план. Како што рече раководител, значи потребна е профактура со техничка спецификација и една изјава заверена на нотар дека со парцелите кои што аплицира во минатите 3 години нема аплицирано, односно нема добиено помош, односно финансиска поддршка по оваа програма. Уште едно прашање, дали можат, например, ако една година аплицирале за трактор, од наредната година да аплицираат за приклучна и обратно? Да, можат, само, како што кажа колегата, со парцелите кои аплицирале претходната година, не можат да аплицираат во наредната година. Значи, можат слободно, само со други парцели. Не го објасните тој клучен момент, да кажеме дека, ако, например, тракторот чини 10.000 евра во денарска противредност, колку е повраток? Значи, во принцип програмата за рурален развој кофинансира со 50%, тоа е основа. Ако се работи за млад земјоделец, значи се добиваат дополнителни 5%, односно финансирање е 55%. Ако се работи за подрачја со ограничени можности за привредување, стопанисување, се добиваат уште дополнително 65%, ако се работи за млад земјоделец во такви услови. Значи максимум е до 75% во оние подрачја како што имавме минатата година поплавени подрачја во Пелагонија. Значи во такви услови се добиваат кофинансирање 75%. Фактички ако е 10.000 евра, они го плаќаат само 2.500, така? Да, финансирање оди на следен начин. Значи апликантот прво се аплицира, ако се прифати неговиот проект,
Значи се повикува во платежна агенција каде што подпишува договор. По подпишување на договорот тој пристапува кон реализација на програмата, односно на проектот, врши набавка на механизација. По извршена набавка поднесува барање за поврат на средства. Брзо ли тече таа процедура поврат на средства? Како е мислено, да кажеме? Во смисло, дали до наредната година му се исплаќаат средствата на апликантот? Од склучувањето на договор за барањето понесено за исплата на средствата, значи за во рок од месец така му се враќаат парите. Значи тоа е брзо и веќе може да се планира и да се искористат тие средства за други нивни активности. Да. Исто така во рамките на овој оглас тече и уште една подмерка, како што ви ја нарекувате, односно тоа е за исплата на нови лозови и овошни насади. Постои ли интерес во Кумановскиот регион за подигање на нови лозови и овошни насади? Така е, значи во ова мерка 121 има и подмерка за подигање на нови лозови и овошни насади, подигање на насади со зачински растенија и медоносна флора. Исто така објавени огласти за финансирање за набавка, значи, на високостелни јуници, педигрирани грла, приплодни грла кај овци и кози, исто така и свињи. Значи овие програми се огласот е во тек, трае до 29 февруари. Значи сите они кои што имаат подигнато нови насади од 1 октомври до 31.12.2015 година имаат набавено добиток, значи може да се јават во агенцијата и да поднесат барање за враќање на 50% од средствата кои што ги имаат вложено за подигање на насади, односно на набавка на добитокот. Инаку во последно време, зголемен е интересот за подигање на нови, особено овошни насади, и тоа посебно лешник, бидејќи знаеме дека ова се интензивни насади, односно интензивно производство и од овие култури се добиваат поголеми профити, а исто така има предвидено во оваа година со финансиска поддршка, значи дополнително финансирање за напуштање на површини со житни култури, значи за подигање на нови насади. Така. Каков е интересот во Куманово? Имаме ли доста овошни лозови насади во последно време и кои се, да кажеме, раоните каде што тоа најмногу се практикува? Во Куманово, значи, повеќе интерес има за овошни насади. Лозови насади има помалку, значи, и тоа најповеќе има интерес за подигање на насади со лешник. Лешник и ореви. Така, има, значи, во Старо Нагоричане, Младо Нагоричане, има во Пчиња, во Челопек, мислам така, во Косматац, значи има со по 15 хектари подигнати насади. Да, овошен насад со кајсија, со јаболко. Во Челопек исто и така има и со лозов насад, и со бадем, и лешници, и подигнати насади. Има, значи, така млади заинтересирани со гоџибери насади, така како нова култура во Кумановскиот, па и на македонскиот простор. Значи гоџибери, има со аронија во село Стрезовце, така подигнано овошен насад. Тоа е за проба или например така посериозно се работи или ете едноставно се бават со земјоделие па ќе пробаат одредена парцела, дали ќе успее? Значи со гоџибери, значи тие се за едноставно ги подигаат насадите. Имаме розета која ги применува и климатските промени. Мерките од климатските промени со заштитен простор, органско производство, и ги има незините производ, го има и во Тинест го видов, дека го продава. Тоа е веќе сериозен бизнес. Сериозен бизнес. Така иде. Колку треба да вложат и колку им се враќа на овие категории кои што лозови насади и овошни насади, односно ако со некој практичен пример да објасните како принцип, значи, бидејќи се работи за иста програма, значи мерка 121, принцип на враќање средства е ист. Значи, минимално 50% поврат на средства, значи кофинансирање. Ви колку, например, доколку имаат одредени хектари, да кажеме, вложиле 20.000, ќе добијат 10.000? Да, ако добие, значи, се враќа оној дел без ДДВ. Вредноста, значи, на проектот без ДДВ.
ДДО не се враќа. Инаку да кажеме дека интересна за нас е мерката 112. Тоа е мерка за помош на млади земјоделци за започнување на дејност земјоделие. Интересна мерка, бидејќи ги потикнува младите да се занимаваат со оваа дејност. Значи, тука се работи за млади земјоделци кои што започнуваат со дејност и чија што регистрација да не биде постара од 18 месеци. Значи, за оваа мерка кофинансирање изнесува 100% во вредност од 600.000 денари. Мислите целосно државата ги Целосно, покрива? да. Значи, целосно се покриваат овие средства. Што станува на апликантот, односно на Апликантот, значи, треба да биде пријавен во единствен регистар на земјоделски стопанства во подрачна единица Министерство за земјоделство и шумарство, водостопанство во соодветната општина, да не биде регистриран повеќе, односно да не е започнал со дејноста повеќе од 18 месеци, доаѓа кога ќе излезе огласот, значи доаѓа кај нас, ние му ги подготвуваме документација, значи бизнис план, пропратна документација, аплицира, ако му се одобри проектот, значи се повикува платечна агенција, го отпишува договорот и во бизнис планот кој што се прави за наредни 3 години, значи според реализација на мерките, така поднесува барања за исплата на финанси и значи 100% од вложените средства до 600.000 денари му биваат вратени. Има ли заинтересирани по однос на оваа мерка во Кумановско во вашето одделение? Па, можам да кажам дека минатата година имавме негде 6-7 апликанти. Тоа е веќе и да, и сите добија, всушност сите добија, значи она што го бара, на сите им беа одобрени проектите, беа реализирани проектите и средствата им беа исплатени во рок од 1 месец. И тоа е навистина за поздравување. Што се занимава? Пак е еден апел за оние кои сакат да се занимаваат со земјоделие. Значи, можат да го направат тој и да аплицира за ова мерка 112. Со што се занимаваат овие земјоделци, доколку не е тајна, не им навлегуваме во бизнис плановите, меѓутоа со така култури. Па со култури, со насади, со дали со стока, дали со за подигање на лешник, друг за житарици и така. До која возраст треба да се апликантите? Млади земјоделци на возраст од 18 до 40 години. Значи на денот на аплицирање да нема повеќе од 40 години. Така, значи, потребно е некои други услови да исполнува, да поседува земјиште, да... Па рекоме дека мора да биде, значи, евидентиран како таков. запишан во единствен регистар на земјоделски стопанства, каде што ги пријавува своите капацитети. Било да е земјиште, да е добиток. Значи, мора да поседува одредени капацитети. Тука го спомнавте претходно, господја Наумова, она климатски промени, кога објаснувавте дека ГОџБЕРИ се одгледува и кај нас. Постојат ли одредени апликации, мерки кои што заинтересираните може да ги користат? Мора да се признае дека во последно време исчезнуваат одредени култури поради негативното влијание на климатските промени. Лани имаше така поплави во овие региони, нас не зафати претходните години, суши се неретки, многу почесто од тоа што се претходно случувало. Значи има владин програм, преку ИПР програмата, значи има мерки за набавка на мрежи, заштитни мрежи, за набавка на капка по капка. Значи и тука може да аплицираат земјоделците, значи за градинарство, заштитни мрежи, капка по капка во градинарството, во воштарството. Значи и тие мерки постојат и може да се аплицираат. Значи минимални површини се 2 декари. Тоа се речи секој земјоделец може да ги користи. Имаме многу убав насад, така да се пофалиме во Младо на Горичане, кај што ги имаат применато тие мерки од климатски да ги наречем. Да, тие климатски промени. Со заштитна мрежа и имаше еден дел баш ние бевме присутни така сите колеги од сите работни единици на ниво на Македонија со земјоделци за да видат бенефитот од тоа. Значи градот кога беше круши кои беа со заштитна мрежа и овошки кои не беа заштитени, разликата која е. Значи затребување на самиот насад, тука поради испарување капка по капка, заштитна мрежа и многу убав насад. Овошен. Да, овошен насад, со круша.
Постои ли таква загриженост кај земјоделците, се јавуваат ли кај вас, бараат ли совети во однос на климатските промени, ете, како да се снајдат одредени години? Нели има суша, поплава? Така, секако. Значи, како што рече колешката, постојат програми и во програмата за рурален развој, мерка 121, не спомнаме, постои таква мерка, значи, за набавка на систем капка по капка, за културите пченка, сончоглед и фуражни култури, за инвестиција за набавка на систем и монтирање систем капка по капка, исто така и за изградба на бунари. За надминување на овие проблеми, постојат мрежи, како каже колешката, за засенчување и за заштита од град. Постојат кај лозарството се применуваат посебни системи на одгледување, а исто така најсигурна мерка е осигурување на земјоделските посеви. Така, тоа ви е нешто наредно што така. ќе следи и тука има навистина бенефиции, односно меѓутоа и сме снимале така по терен и може да се каже дека земјоделците баш и не ја практикуваат оваа мерка, односно речиси воопшто не ја практикуваат оваа мерка земјоделско осигурување, а се разбира дека е најсигурно. Па да, не им се дава пари, се вела дека е скапо, меѓутоа кога ќе настане штета, тогаш видат дека требале да вложат. И колкава е таа, постојат ли одредени субвенции кои што ете така по ситните земјоделци би можеле да набават и одреден, да го осигурат својот имот и потоа да добијат поврат. Мислам дека постои таква мерка Да, постоеше и самите осигурителни мерка, компании ги ја промовираат. Да, осигурување на земјоделски посеви постоеше мерка 60% од вредноста на полисата ја плаќаше државата, додека само 40% го плаќа земјоделците. Има ли заинтересирани сега за таа мерка? Па има интерес, една трибина веќе одржавме во Агино село и мислам дека ќе има интерес. Обично организираме трибини во оние населени места каде што имате помалку интерес. Не, каде што има почесто град, поплави. Не погоди, да, од град, поплави град. Значи водиме сметка да тие населени места бидат опфатени за да ги анимираме на земјоделците да ја искористат оваа можност и да си ги осигурат своите посеви. До кога ќе трае овој оглас? Има ли одредени рокови, некој и почнат ли е веќе овој оглас? Како така? За осигурување на земјоделците? За осигурувањето, тоа со националната програма, значи ќе почне од 15 март. Значи сега наскоро ви почнува така. А ние значи почнуваме со трибини за еве пак да ги потикнеме земјоделците за да го направат тоа до 15 март па натаму. Значи со трибини по што рече колегата по населени места кои ги опфаќаат тие град поплави за да може да си го осигурат посевот. Значи имаме сега повеќе така села да посетиме. Постојано на терен меѓу земјоделците. Заврши и оние отворени денови, не ги спомнавме како такви кои што се организираат во рамки на сите земјоделски институции, агенцијата МЗШВ, не знам кој уште се е вклучен, сите оние кои што може директно да им одговорат на прашањата на самите земјоделци. И тука веројатно се црпат и самите идеи како понатаму ќе течат, нели, националните програми, вашата програма за рурален развој. Да, значи заврши третиот циклус од трибини за отворени денови со земјоделците, на кои што покрај Агенција за потикнување развој на земјоделството, која се јавува како организатор на овие трибини, представници од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, представници од Државен инспекторат за земјоделство, Агенција за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој, односно платежна агенција, представник од Агенција за храна и ветеринарство и представник од водостопанство. Значи, на овие трибини земјоделците имаа можност да поставуваат прашања од одредени области и да добијат одговори на истите. Ова беше една од ретки можности каде што на едно место се собрани сите институции од областа на земјоделството. На овие трибини земјоделците покрај тоа што поставува прашања, дава предлози за унапредување на работата на овие институции, односно за олеснување на така документација, претставувам бирократијата што така, да се треба да ја надмине помине. тие бирократски работи за да се олесни пристапот на земјоделците до фондовите за помош на истите. На што така најмногу обрнуваат внимание земјоделците при посетите, нели, на овие населени места, веројатно некои карактеристични или се исти барањата? Карактеристични по региони, мислам.
По региони, еве како онам каде што има за водо системот за водоснабдување, значи да биде Постави, навреме да функционира за да можат и да го планираат своето производство. Оние што произведуваат градинарство или фуражни култури што имаат да знаат како да ги планираат своите површини. Друго имаше за откупот на житните култури, на пченицата, например, навреме, ако се откупи навреме, парите да му бидат и дадени. Значи се жалат тука и да кажеме дека ниските цени за пченицата, за откупната цена на млекото, на пченицата, на јачменот. И наоѓаат ли сега, да кажеме, се наоѓаат ли земјоделците во последно време, ети со пласмани, со почнале да стануваат конкурентни на пазарот, да кажеме? Какви се вашите согледувања? Постојано сте во контакти, Да. значи доаѓаат за секакви ситници кај вас, не само за ваквите крупни. Веројатно доаѓаат и да се, Пожалот. и да се пожалат, да ви кажат маката Значи, некој. најголем проблем кај земјоделски производители е пласман на производите. Покрај тоа што се значи има ниски откупни цени, имаат проблем со пласман на истите. Или ќе го предадат својот производ па со месеци На прекупците, ќе чекаат на пари, некогаш воопшто и не земат пари. Меѓутоа тоа се работи на кои што агенцијата не може да влијае. Тоа се сепак пазарни услови, Да, не? пазарни услови, пазарно стопанство што велиме и тоа е однос значи откупувач и производител. Има излезен закон за тоа дека сите откупувачи мора да бидат регистрирани, да даваат гаранција, да склучуваат договори. Меѓутоа се уште тоа не заживеало. Земјоделците ретко склучуваат договори, ги предаваат производите, чекаат. Пари онака, што се вели, на своја рака. Така. Кај да го чува житото, не може да еве од длани, не го предадоа, го чуваја, али не можат после едноставно и го И паѓа цената, да и го фрли. го дадоа го продаваја на оние што имаат стока за сточна храна. Тоа што се однесува, спомнавте источна храна, постои ли интерес кај земјоделците за одгледување на такви на стока, да кажеме, и што во Кумановско најмногу се одгледува? Во Куманово најповеќе има кравите. Ова овците, бројот на одгледувањето е намален. Има, значи, така со свиње. Има ли сериозни фарми со кои може да се да станат и конкурентни, задоволуваат, па макар и локален и регионален има, пазар? значи, свињарски фарми има, значи има. Има во Романовце, има во Алгуња, во Пчиња, значи има свињарски фарми, има и сточарски фарми кои се со крварство, кои се занимаваат, кои се добри. Тоа има неколку. Само проблемот е што млекото, цената, ниската цена на млекото, значи овие што се занимаваат така имаат и храна, али пласманот, цените. Меѓутоа, тоа тука никој не Тоа е може веќе ниту да интервенира освен самите тие или едноставно пазарните услови, да кажеме, одредени региони се и познати, сами се здружуваат. Постои ли таков интерес кај земјоделците од Кумановско, од одреден сектор, да се здружат и заеднички да настапат на пазар и дали такви некои форми на здружување ги стимулира државата преку вашата агенција? Да, видите, вака. Значи, кога сме кај здружување, постои здружение на земјоделски производители на ниво на општина, постојат Меѓутоа, не тоа само за сојузи на советодавни- здруженија, постои Федерација на фармери на Република Македонија. Меѓутоа, кога зборуваме за она вистинско здружување, значи формирање на задруги, постои исто така, значи, можност за финансирање, исто тоа е преку програмата за рурален развој, за финансирање за регистрирање на нови задруги, а исто така и финансирање на оние веќе постоечки задруги. Има ли такви интереси? Па видете, има примери, тоа позитивни примери каде што искористуваат, например да кажеме дека 90% од механизација што ја навогуват им ја финансира државата. Да, навистина. Да. Огромен процент на Огромен финансирање. процент на финансирање. Меѓутоа, менталитетот кај нашите луѓе е таков да го избегнуваат тоа здружување. Така се плашат од собствени конкуренција во собствени редови. Па нема конкуренција во собствени редови, меѓутоа такав е менталитетот. Што велиме кај нас двај брата па не може да се сложат, Па не не, па 5-6 души да бидат. Тоа е Така да- во прашање менталитетот, значи тоа е многу добра работа.
нема што да има конкуренција или кој колку ќе вложи, толку и ќе добие. Меѓутоа бенефитот е многу поголем од заеднички настап на пазар, значи заедничка набавка и пласман на производи, откупувачите ќе бидат сигурно дека ќе сакат да соработуваат со такви покрупни производители. Што може да задоволат поголема потреба, да, значи, тоа се критериум во однос на квалитет и квантитет на производите. Така да, има некои позитивни примери на ниво на Македонија, сме следеле одредени, да кажеме, позитивни примери такви во Преспа, таму, Во нели? Преспа, така, Има, во Струмица. во Струмичко има, да. Да, али тука кај нас ево и ние таа мерка на терен му ја кажуваме на земјоделците, ама интересот И послаб. Релативно. слаб. Така, значи, така, значи, рече си да и нема заинтересираност по однос на оваа мерка. Следува и она делот од прашањата кои се однесува на субвенциите, ќе стартуваат програмите, што наскоро ќе почне и за што најмногу аплицираат овде во регионот. Кои се вашите задолженија по однос на овие субвенции? Па вака, значи излезена е веќе објавена е програмата за финансирање, за директни плаќања во земјоделството, за да можат земјоделците да ги користат овие програми. Значи основно е да бидат, рековме, значи основно е да бидат запишани во единствен регистар на земјоделски стопанства. Сите оние кои што имаат промени во капацитети, значи крајен рок е 15 март, за да можат да ги пријават тие промени, како би можеле за тие ново настанати капацитети да добијат субвенции. Исто така сите оние кои што по разноразни основи до сега не биле запишани во единствен регистар, можноста е таа, значи до 15 март да може да го направат тоа како би можеле да ги искористат средствата од директни плаќања за 2016 година. Најмногу апликанти во нашиот регион се за житарици и за добиток, бидејќи ова е поледелско-сточарски крај и во таа смисла, значи најголемиот дел на апликации се однесуваат за овие култури. Сега земјоделците, значи најдобро е пред аплицирање добро да ги погледнат парцелите, со кои култури им се насејани и истите да ги пријават. Сега постои еден формулар за техничка помош, значи, кога земјоделците доаѓаат во нашите простори и ние по катастарски парцели, ако некој, значи, не знае, има мешање, бидејќи на исто место викано има слични парцели со слична површина, така да не знае за која површина се однесува одредена култура. Наша помош се состои во тоа што, значи, ги отвараме од катастар скиците. Поврзани сте со катастар? Па да, секој може да пристапи, значи, до веб страната на катастар и да си сам да си ги види парцелите. Значи, откога ќе утврдиме за која парцела се работи, запишуваме дека на таа парцела се наоѓа одредена култура. Кога ќе пополниме тие барања, апликантите одат во подрачна единица на Министерство за земјоделство, каде што треба да аплицираат и таму, значи, оној оператор што ќе им ги внесува податоците, потребно е и покрај тоа што се впишува катастарска парцела и на одредена исцртана парцела, значи услов е таа пријавена површина да биде исцртана и на таа парцела треба да се пријави соодветна култура. При тоа треба да се внимава, значи да се запише точната површина која што е засејана со одредена култура. Пример, тука најголеми грешки прават земјоделците. Ако одредена парцела, да кажем, изнесува 5 декари, на таа парцела имат насадено кромит, лук, бостан и така натаму во површина од 1 декар. При пријавување не треба да пријава целата површина дека е засејана, да кажеме, со пченка или со пченица, не е битно. Значи треба оној дел, она допунски култури кои што се површини за кои што не може да пријават, значи да ги одбијат тие површини и точно да пријават колку што е засејано, бидејќи при вршење на контрола од страна на платежна агенција најголем проблем се јавува токму кај тие. Односно не им ги вметнуваат тие, да кажеме. Да, па тоа се одбива и значи доколку тоа одстапување, разлика во пријавени и утврдени парцели при контрола изнесува повеќе од 30% кај овие растително производство, апликантот се одбива
а додека во сточарството, ако има разлика повеќе од 20%, исто така апликантот се објава за таа година. И ако се одбие по еден основ, било по сточарско производство или растително производство, значи целокупната апликација се одбива за таа година. Доколку пак тие разлики во пријавени и утврдени овие површини, односно добиток се драстично големи, апликантот може да биде одбиен од субвенции во наредните 3 години. Тоа се штити самата држава, значи од, да кажеме, од еден вид мамење на така, бидејќи, да, има и такви случаи. И затоа апелирам до земјоделците пред аплицирање, ако не се сигурни, да дојдат во нашите простори, каде што сигурно ќе бидат услужени, ќе им бидат помогнати. И да кажам дека сите услуги кои што ги пружа Агенција за поттикнување на развој на земјоделството се бесплатни. Така да земјоделците може слободно да доаѓат и да ја користат таа можност. Еве зашто најмногу и вие имате тука така, да кажеме, доаѓаат постојано. Сведоци сме биле така на ваши труканици таму пред вашата просторија во Куманово. Доаѓаат и најчесто ете. Дали доаѓаат и повозрастните или сите земјоделци доаѓаат? Кога има некоја одредена млади, постари и најстари. Така, за електронско барање навистина им е потребна. Дали за електронско, дали за националната програма што е за субвенции, еве промена на капацитети, извршиле наследство или купиле нова нива, продале нива, или пред да почне програмата, значи да пак да прашат има ли некои измени, треба ли некои документи, оти најточните информации знаат ги добиваат кај нас и што викат кој ќе ве прашаме, тука знаеме дека вистина точно ни кажувате и добиваме субвенции. Така, да, значи така, значи имаат некоја сигурност. Доверба. Во доверба во нас и така, значи имаме посета од сите. И зашто најмногу сега ќе аплицираат последниве години, зашто најмногу се користи, освен некакво чувство имаме дека за млеко повеќе користат. Можеби не е погрешна информацијата, меѓутоа и кога да сме правили нешто по терен. За све да ти за барање, пополнување на барање за млеко, еве за осигурување, потоа и да за пријавување на во УЈП. Да. За приход. Па и да тебе за промена на капацитетите исто, па сега со овие програмите, значи со електронското барање, значи тука документи, све што му треба, кај нас идат, му спремаме документи, све што е поврзано. Останува ли истата сума која што е определена од лани, на ланско ниво, односно 3,5 денари по млеко, колку беше? Да, за млеко останува исто, одредени измени има кај растително производство, да кажеме, за сите поледелски култури, освен тутун, значи кои што се засејани од оваа година и ожнејани, значи мора да бидат засејани и ожнејани. За тутун? Не, за поледелски култури. Значи субвенција со користен сертифициран семенски материјал 12.000 денари по хектар, додека без сертифициран семенски материјал 7.000 денари. Значи секоја година она субвенција за површини засејани со несертифициран семенски материјал се намалува за 1.000 денари. Што тоа ќе продолжи тој тренд? Да се стимулира употреба на сертифициран семенски материјал, бидејќи познато е дека се добиваат поголеми приноси. И со оваа мерка всушност се сака тоа да се постигне. Исто така кај големите производители преку 10 хектари кои што произведуваат пшеница, значи. Прво има ли такви во Куманово? Има и индивидуално земјоделски производители, има и стопанства, има и фирми, значи за нив е предвидено дополнително за предадена, значи вржано е со одреден принос по хектар и ако истото производство биде предадено во преработувачки капацитети, има предвидена дополнителна субвенција. Инаку да кажам дека услови остануваат за аплицирање остануваат исти, значи кај житни култури минимум површина е 3 декари, во подрачја со ограничени можности, значи тоа се не преку 700 метри надморска висина, тој критериум е намален за 50%, односно таму со декари може да конкурира за поледелски култури. Кај градинарството минимум површина е 2 декари, кај лозарството е 2 декари, кај оштарството исто така 2 декари. Значи намалени се површините. Не, и критериумот за површини останува ист. Само за рековме подрачја со ограничени можности за производство, тоа се они
преку 700 метри надморска висина за житни култури и преку 700 метри надморска висина и населени места испод 100 жители за добиток. Значи таму се намалени критериумите за 50%. Тоа значи дека колка ви... Ако треба да кажеме 3 декари за поливарски култури во подрачја со нормални услови за производство, во тие подрачја критериумите декари по. И кои овие ги опфаќа со овие намалени, кои региони во Куманово, кои райони, кои села? Тој села ваму Арбанашко, Така, со помал број. помалку број на жители, наваму Кучкарево, Косматац, Така. Повисоките планински. повисоките места, Да, таму па и се... помалку жители има. Испод 100. Испод 100 жители. Има ли за апликанти, дали се разликуваат апликантите од Куманово во однос на соседните општини? Нели во Куманово и се и помал број на села, реално. Во однос на соседните Липково и Старо Нагоричани. Всушност вие покривате и целиот регион. Целиот регион го покриваме. Да, значи Старо Нагоричани, Липково и Куманово се во состав, значи ги покрива работна единица од Куманово. Инаку да истакнам дека во Липково имаме отворена канцеларија. Подрачна? Да, Стручна наша канцеларија, стручна канцеларија од наша подрачна единица. Таму има наш колега кој што работи на иста проблематика кој што работиме и ние. Значи на оние на кои повеќе им одговара локалните жители од општина Липково можат да се јават и во таа канцеларија да си ги завршат работите. Да. Канцеларијата Нагоричане во нема. општината, но во Старо Нагоричане имаме канцеларија во Младо Нагоричане, Така во селото. да, во селото и во Клечовце, Таму имаме имате специјални канцеларии и во Пчиња. Значи се леснува пристапот, Да. се скратуваат Али сепак трошици. луѓето, значи, сака да доаѓаат тука повеќе од сите работи се поврзани со тука институциите и Користат тука. користат тука канцеларијата што ние тука во Куманово. Овој период, ваш совет еве пред крај на емисијата, како да се однесуваат еден вид, да кажеме, мирен период за земјоделците овој период, односно и како да се подготват, што предстои, што следи. Дека во овој период, значи, има подготовка, земјоделците вршат подготовка за сејдба, односно садење на кромит, сејдба на овес, следи прихранување на житни култури, исто така подготовка, значи, за подкопка на почва за пролетна сејдба. Инаку би сакал уште нешто да кажам, кога се работи, значи, за финансирање одредени мерки, постои и ИПАРТ програма, паралелно со оваа наша национална програма за рурален развој. Сега разлика е во тоа што кај националната програма, значи 100% од средствата се од буџетот на Република Македонија. Овие се веќе со Да, и странски тоа се пари. работи за помали средства, додека кај ИПАРТ програмата 75% од средствата се од европските фондови, додека само 25% средства се од буџетот на Република Македонија. И за жал овие средства се многу малку искористени. Меѓутоа, земјоделците се жала дека станува збор за една така обемна документација и, например, строги критериуми за апликација. Па така се, значи се работи за пообемна документација, меѓутоа се работи и за поголеми средства. И затоа и пообемна документација. Средствата ги дава Европската Унија, така таа сака да биде сигурна дека тие средства се дадени на право место и се искористени, значи онака како што треба. Инаку кај ИПАРТ програмата постојат 3 мерки и за нас, за земјоделците, каде што се опфатени буквално сите земјоделски производители, мерка 101, тоа е инвестиции на земјоделски стопанства за преструктурирање и надградба на стандарди на Европската Унија. Значи, тоа се инвестиции за достигнување на стандардите на Европската Унија. Тука, значи, се поддржуваат секторите лозови насади, овошни насади, производство на зеленчук, како на во затворено, така и на отворено, одгледување на добиток за производство на месо и на млеко. И кај оваа мерка исто, кофинансирање 50% почетно, кога се работи за млади земјоделци, значи 55%, во планински подрачја 60%, ако се работи за млад земјоделец кој привредува, значи стопанисува во планински подрачја,
финансиска поддршка од оваа програма е 65%. Таа е утврдена веројатно со законите на Да. Европската унија, веројатно Така, значи и минимум на средства, односно минимум вредност на проект со кој аплицира е 3000 евро. Значи испод 3000 евро помали проекти не се земаат во предвид. Може би тоа е и причината, има ли заинтересирани корисници на вакви партнерки и програми во Кумановски? Имаше ли? Има во Куманово за градинарство така повеќе, за овоштарство и има добиено. Значи со оваа програма. Тоа е Али па помал е бројот за разлика од програмата за рурален развој. Така, полесни се нашите полесни документи се. да се остварат веројатно за земјоделците. Па не само документација, видите, од ова значи година најавено е дека на есен првиот оглас што ќе излезе од ИПАРД програмата, дека во истата програма ќе бидат вклучени и житни култури, што до сега не беше случај, значи тие ја одеа во националната програма, а најава е дека во есен со прв објавен оглас за ИПАРД програма ќе бидат вклучени житни култури, што ќе допринесе за позначително искористување на овие фондови. Така, ќе се надеваме дека до тогаш ќе се зголеми интересот и веројатно тука сте на располагање при вадење на документацијата потребна. Агенцијата стои на располагање на сите земјоделци, значи до сега ниеден земјоделец не е одбиен. Секој земјоделец што ќе дојде во рамките на нашите можности ја добива како стручна, така и техничка поддршка. Така, уште нешто за крај, не еден апел до вашите земјоделци, да кажеме вашите клиенти. Еден апел на кои се заинтересирани за да се обноват механизацијата, нека повелат, нека дојдат. Значи нека ги искористат овие можности што ги пружа државата. И оние земјоделци, еве ако не знаат дека и ова другата мерка за одобрување на барањата, за исплата на барањата, што имаат подигнато овошни или лозови насад или набавена на грла на говеда или свиње, да до 29.2 да дојдат, да поднесат барање за исплата на истите што имаат поднесено, што ги имате купено од стоката или набавено садниците. Така се надеваме дека ќе ги искористат, ќе аплицираат и дека добар дел од кумановските земјоделци, од земјоделците од регионот ќе обноват механизацијата и ќе ги користат максимално мерките со кои се настојува да се подобри земјоделската дејност. Благодарам на двајцата што бевте наши гости. Ви благодарам. И ви благодарам што успеавте до некаде да ги објасните таквите аномалии кои што земјоделците што од знаење, што од незнаење ги испуштаат. Се надевам дека ќе допринесовме малку да се зголеми бројот на апликациите. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.